да ме видите малце на факс. Да ви кажам нешто, еве вака рандом во ова видео. Мара самиот момент дека треба јас да ручам. Го пакетчето. Што ќе носиш? Розивиот сет. Пак ќе бидеме мечинг. Тоа на профилот што го мафташ. Еве би го зетот. Добро изгледа. Ово што видов? Еве ме на кеј. Живот не е Инстаграм. Сакам за цицка. Sa ljubom po tebe. Ili kako ste? Hello! Малце треба да сум прегласна за да ме слушате, затоа што сум во сред центарот на градот. Бев на факултет да ја оставам пријавата за дипломска, конечно го завршив тој првичен дел. И сега одам на кај специкото да земам нешто за јадење, за да къснеме со даде, затоа што ништо не сум јадена од сабајле, само 2 колачиња од динев снекс со кафенца. И сега ќе дам нешто солено, некој сендвич со кајгана. Ќе видам, ќе ви снимам што ќе јадеме. Ама да, тоа правев од сабајле, малце се изначекавме на факултет, ама окей, битно ги оставивме. Добре, дојдовте во нов неделен влог, не ви кажав. Сакам да ви снимам цела недела, искрено немам никакви планови за оваа недела, само знам дека во сабота сум на роден ден, друго ништо не знам што ќе се случи во оваа недела, така што ќе дознаеме заедно. Се надевам дека ќе биде интересно, иако немам нешто премногу работа, обврски. Многу е лабава оваа недела, баш ќе видиме што ќе се дешава. Земав 2, ово е со пршото и моцарела, а овој другиот е со нека кајгана. И ве чекам, иначе чекам сестра ми да излезе од работа, за да јадеме заедно. Се вратив затоа што не сум се потпишала рачно. Одам да се потпишам рачно. Надвор има 40 степени. Толку требаше, работата е завршена, еве да ме видите малце на факс. Затоа што на YouTube нема да се гледаме на факс. Ќе снимам влог сигурно кога ќе ја бранам дипломската. Иначе во некои радови се нешто реновираат. Сега кога ќе се отидам од некаде, се реновира тоа нешто. Така градинката е реновирана, направија се за играње. Кога си отидов, школото основно да не зборам што го направија, јас пеј шатал направија од школото. Битно сега одам конечно дома, ми се пија кафе многу. Стигнав во влез, сакам да ми направам аутфит чек, затоа што сакам да ви ги покажам сандалите, а не ќе да газам дома. Луѓе, син. Ова изгледа како сет. Јас сум многу задоволна од овој аутфит. Панталонките се од амбар. Сигурно имаат и вакви или слични, цело време има, така што за вакви ленени панталончиња стварно мислам дека се скроз супер. Еве ги сандалките, пошто јас прв ги носам и подобни сандалки не сум пробала. На сестра ми се инаку и појма немам од каде се, ама многу се удобни и сигурно ќе ги взимам цело време. Маичката, не знам од каде, стара ни е маичката. Дали се гледа дека сум преиспотена? Не знам, се купив вода, затоа што дома немам ладна вода, а ми се пие многу ладна вода, ама малку ми е тешко на стомакот од тоа што јадевме. И сам дека ќе припаднам. Ова време дефинитивно не се излегува од дома. Требаше малце време да се стабилизирам, си направив кафе, да ќе ви покажам. И се веројатно ќе одмарам и треба да вратам на некои мејлови и треба да едитирам едно видео. Ама некако сакам малце да исчилам од едитирање. Чекайте да ви покажам. Сакам да ја читам оваа книга.
психологија на продажбата. Стигнав до некаде и ја оставив и секогаш така почнувам неколку книги и ги оставам, ама оваа е многу интересна. Ја читав последно на плажа, така што треба да ја продолжам, да ја сакам да ја продолжам затоа што баш е убава и некако ми фали нешто такво. Иначе сум под хајп затоа што Теодора Джехвировиќ ми го репостна видеото на TikTok. Реце, жената не знам. Ја не знам што да кажам за жената. Жената е врв. Врв е прејака е. Ми е жал што до сега не сум имала прилика да одам на незин настап. Ама во Скопје веќе за жал немаме диско кое што ги носи тие помлади големи фаци. Туку само се прават концерти, ако прави концерт нормално ќе одам. Не знам дека е многу потешко да се направи концерт отколку само да се настапува во некоја дискотека. Јас многу сакав да одам на Music Week во Белград. Знам, лани зборев као следна година морам да одам, не ми интересира, ќе се планирам, ќе одам. Ама на крај спадна да одиме нели во Грчка и сега овој викенд одам во Белград. Малце големи трошоци се тоа, а не сум спремна за тој трошок сега, така што на крај ништо не испадна оваа година, ама се надевам дека следната година ќе одам, затоа што настапот е бил прејак, до сега ги гледам видеата и сега ќе ги гледам. И да, ќе читам малце, треба да вратам на некои мејлови и тоа е тоа, треба да вежбам денес и веројатно вечер ќе излегувам со дечко ми. Договорив кафана за петок, сабота сум на роден ден, така што викендов ќе биде супер. Искрено сакам летно време да излегувам, затоа што ќе правиме ако не излегуваме на вечер, барам за викенд. Јас секој ден излегувам, ама излегуваме онака на кафенце. Да ви го покажам сега мојот сетап. Иначе со него се ладам јас, затоа што немам клима во соба. Да имам клима во мојата соба, ама се мислам затоа што сакам да изреновирам собата. Оваа соба е генерално доста средена, само што целиот мебел би се заменил. Се ова што го имаме ние е од нашата детска соба, што веќе не ни е практично, не ни е корисно и треба да се замени. Така да целото реновирање ќе биде забележано и на TikTok, а и тука на YouTube секако со неделните влогови. Се ќе знаете, се ќе видите како ќе изгледа. Искрено едвај го чекам тоа, затоа што јас обожавам такви видеа да гледам и едвај чекам тие видеа да ги снимам. И еве ми имам масичката, имам кафенце, ова е несче. Несче со лажиче и пол нес со млекце без шеќер. И еве ги овие калачиња на Динев без додатен шеќер. Вчера ми ги донесе Сарче. Ги пробав. Мој фаворит се тие другите, тие со какао. Овие се исто така убави, ама сам убави се стварно за колачиња што немаат шеќер се стварно многу убави, ама тие дефинитивно се поубави. Помекички овие се некако како чајни колачиња. Мојата книга што ќе читам и литро и пол роса. Тоа е тоа. И сега одмарам. Ми се јави поштарот, ми стигна некој пакет, искрено поима немам што е ова. Сега ќе видиме. Знам сега што е од Neve Fashion, ми стигна фустанче. Баш едвај чекам да го пробам. Еве сум. Инаку од Neve Fashion јас имам веќе еден фустан. Еден розев, од кој што сум презадоволна. Бојата е врв. Убав е. Материјалот е скроз онака удобен, горе е вака обичен, јас би ги спуштила прерамките, пошо така ми стои подобро. И скроз е долг до доле, а доле се шири. Сега ќе го пробам. Инаку има постава овде кај градите, има два слоја. Ева. Не знам колку е добар кадаров, ама подобар кадар не знам како да наместам. Еве како изгледа позади, стои врв. Еве вака некако ќе видите. Гледате како се шири доле. Облакаш фустанов и веќе имаш целосен аутфит. А мислам дека може да се комбинира малку и на по-елегантен начин, а и скроз лабаво. Тоа е тоа за овој unboxing. Сега јас продолжувам да си лежам. Јас си лежав до сега. Требаше за соработката со Темо да пополнам некои информации, тоа го направив. Има уште еден бренд што ме пише за соработка, да видам со нив да им вратам на параката. Ако треба нешто да се руча, јас поима немам што да ручам, имам во замрзнувач пилешка, ако не да го извадам затоа што ќе немам што да ручам. Највкусна вода на свет. Да,
Одам да се сликнам да им пратам на другарките што ми стигнало. Еве едно кратко јавување, јас сум многу поспана, иако не спиев, некако залегнав. Сакам да одам во теретана. Така што, ета сум. Инако сега одам од овој дел да не поминувам покрај кафичите ваква. Ќе вежбам долен дел. Ако преживеам. Ич не ми се вежба. Ич. И сега само пострамајлија од кото. Одам во кото и ќе одам пострамајлија после тренинг, тоа ми е единствената мотивација. Една искужвана мајца, шорцеви и најудобните патики на свет. Готово. Завршили сме. Најтешкиот дел од тренингот е ова. Многу сум слаба на ова, не баш ова, туку тоа со на нешто е, многу го сакам. Ама го немаше. Солзи. Ама многу ми се пиеше, па го земав ова само со лимон шо е. Иначе има 88 калории на цело. Ама многу освежува и многу ми се свиѓа, а инаку не пием сокови, се не знам дали се заразив со ова, ама не го пием често, дали 2 пати неделно, може само по едно вакво. Овој тренингот страшно добро ми дојде, многу се расонив и многу подобро се осеќам. Просто не плански, денеска ќе правам ногти, така што само да се истуширам и искачам, одам на кај кото, ќе возам после неколку дена. Така што одам на кај кото, да јадам пастормајлија, але колку ја мислам луѓе, колку мислам да пастормајлија не сте свесни. И одиме да правиме ногти. Ќе ви снимам како излезат, сакам нешто многу поедноставно од ова, затоа што секад кога имам некои вака наџиџани, следните ми се едноставни, пошто преку глава ми се овие, а и многу ми се пораснати, не знам колку време ги носам и веќе чекам да направиме нови. Инаку точно 8 сат, а има уште над 30 степени. 32 степени. Не ми се верува, луѓе. Претопло е, јас не знам како ќе издржиме во јули и во август. Не знам. Ми е колата на места на убава за излагување. Веќе чекам да возам, искрено да не сум возала. Поаѓаме. Да си го пуштам Јаковче само сега и тргам. Happy birthday на мојата колешка Стефи, ќе ручкаме тортичка. Бај влог! Вторник е, 2:30, мене сега ми текна дека снимам влог. Немаше буквално ништо забавно од Сабајле. Вчера последно дека ги завршив ноктите и на крај останав да спијам таму кај дечко ми. В Сабајле јадевме, спиевме кафе и јас тргнав на кај дома. Искрено имаше гужвичка малце низ Скопјенцево, ама си стигнав. После тоа му правев друштво на татко ми, бевме на Забар, се вратив дома и сега си седам тука пред вентилаторот, вратив на пораки и мејлови што требаше да вратам за денеска и едитирам влогче од саботата, значи сега е вторник и јас го едитирам сега и го постирам сега. Искрено тоа е влогче за TikTok. Преинтересен ден, преинтересно влогче и таму ќе гледам да ги снимам така некои интересни денови, што сакам што побрзо да излезат, да ги снимам така за на TikTok. Трае влогот 10 минути, сега ќе снимам voiceover. Сега е 2:30 како што ви кажав, јас немам ручано, треба да ручам, ќе видам што ќе јадам, појма немам. Кај 6 сат ќе излегувам со Ванеса, другарка ми треба да се видам. Се немам видено од кога се вратив од одмор, така што имам едно поклонче за нејза. Ќе пиеме кафенце негде Diamond, стандард и после ќе одам во теретана. Таман со нејза до кај 8:30, па после саат и пол ми е доволно да извежбам за денеска, затоа што ќе вежбам раце, нечесто во среда правам пауза
и после дали вежбам четврток и петок или четврток и сабота или четврток, петок и сабота и недела, затоа што сега и недела ми работи теретаната, така што ќе видам. Сакам да одам на шопинг, немам направено шопинг, кој знае колку време, а сега треба да ми стигнат неколку PR пакети, ќе имам доста работи, така што не знам. У Пепко не сум била уште. Пепко е отворено веќе една недела и повеќе, а јас уште не сум била, а јас сум презапалена во Пепко. Значи кога одам во Србија, јас прво што правам, одам во Пепко и многу го сакам, а овде ми е сега на 5 минути од дома и јас не сум била. Иначе да, на моменти ми е многу смешно, интересно и така ми станува интересно да правам таков глас, така што ако случајно зборам вака, не се грижете, не зборам така, туку само ми е интересно и нека така се правам. Кафе никад да не го достигне крајот. Ја кафе би пиела цел ден по 100 пати. Мара самиот момент дека треба јас да ручам. Имам една туна со зеленчук, нешто измешано, уште од Грчка ја носам, така што може тоа да го искомбинирам. Туна немам јадено цел месец. Инаку ако јадам туна, јадам секој ден. Ако ја прејадам, не јадам со месеци туна. Буквално најлесно, отвараш конзерва, има 20 грама протеин, тураш у тортилја, ставаш нешто фета, крем сир, урда, нешто ставаш уште дополнително протеинче, салатица, малце пченка и готов ручак. Така што да, не ми се прави ништо, не ми се пече, не ми се пржи, така што така јадам. И ја би можела вака едно тематско видео седички да се снимам. Да, и треба да објавам на стори денес, ако не, за да ми поставувате прашања и теми за разговарање, сакам да снимам така прво видео како разговор. Утре имам интересен ден, ви кажав као дека немам планови за оваа недела, ама на крај испадна дека цела недела ми е испланирана. Утре са бајле ќе искачам со Сарче и ќе правиме фотки, ќе видиме што ќе правиме, така што да, ќе биде забавно, ќе ви снимам после. Како што видовте, јадев тортилја и сега е време за десерт. Јас без сладолед летно време не можам да поминам, мора по еден сладолед на ден. Го јадам овој од Кам со малина. Преубав. Едно шише вода до мене, затоа што пијам премногу вода. Ова беше во фрижидер и онака е идеална температура, не е преладна водата. Гледам влогчето што само што излезе на мојот TikTok. Добив една порака, тоа сум добила са бајле една порака, која што морам да ви ја прочитам и да ви кажам нешто. Еве вака рандом во ова видео. Некоја девојка ми пишала волкава порака. Расплакав. Гледам дека ова што го правам има некоја врска, има некоја поента, има некој резултат. А тоа е ова. Здраво Александра, ретко пишувам пораки на луѓе што ги следам, ама ете, овој пат ми дојде да ти пишам. Многу луѓе ми го имаат ова кажано. Многу ве сакам. Те гледам веќе подолго време и стварно ми е убаво колку труд, време и љубов вложуваш во тоа што го правиш. Јас сум малку постара од тебе, онаа генерација кога YouTube беше хит. Искрено имам чувство дека луѓето што ги следав тогаш некако ми израснаа. Баш затоа ми е многу мило што почна и со YouTube, некако ми се враќа тој период. Не се трудиш да бидеш нешто што не си, а денес тоа стварно ретко се гледа. Имам чувство дека баш затоа луѓето те гледаат и ти веруваат. Се виде тоа и во влоговите од Калитеа. Се беше опуштено, реално и без форсирање и мислам дека тоа те издвојува од многу други девојки што снимаат. Интересно е што ние две веројатно немаме ништо заедничко. Јас сум тотален интроверт, не се сликам, немам ниеден социјален медиум освен TikTok и тоа со името на моето куќе, затоа што само скролам. И покрај тоа, ете се спријателивме скроз. Само сакав да ти кажам да продолжиш и да си останеш ваква, природна и своја. Верувам дека баш тоа е една од причините за успехот кој го имаш, плюс секако го имаш тој X фактор што не може да се научи. Измешав малку во пораката, ама се надевам ме свати. Поентата ми беше да ти дадам поддршка и да знаеш дека некаде имаш една другарка што навева за тебе, а ти не знаеш ни дека постои. Те гушкам. Дури денес сватив дека не те следам, иако те гледам секојдневно, во денови кога нема да излезеш на For You, те срчам за да видам што е ново. Ете, толку сме другарки. Фала ти многу за поракава, не знаеш колку ми значи, затоа што ваквите позитивни коментари и пораки имаат
јачина. Силни се, допираат до мене, многу ми значат, ама мислам дека една негативна порака или коментар има многу поголемо значење за жал. И јас сум човек што секогаш не ми е страф од осуда, ама не сакам да бидам осудена. Едноставно не сакам да бидам осудена. Ширам љубов на мојот профил и затоа сакам љубов да ми се враќа и мислам дека не заслужувам никој да ми пишува хейт коментари. Не сум таа што го шири тој хейт, така што не сакам да го добивам и назад. Ми е мило, затоа што тоа ми беше поентата. Мене ми беше поентата јас да бидам природна, јас да бидам своја и да не се правам апсолутно ништо, затоа што само така мене од ова нема да ми издосади. Затоа што јас ако се правам нешто што не сум, јас знам дека ова нема да го правам веќе, затоа што мене ќе ме измори. Или нема да можам да го правам во тој интензитет како сега што го правам. Затоа што сега снимам се и мене не ми е битно дали сум ваква издание, во ваква соба, пример, што не е најидеално средена, не сум убава, не сум нашминкана, утечена сум, распадната во пижами, со распадната коса, ама јас снимам. Не ми е проблем да ме видите ваква, затоа што јас вас во осеќам како да сме другарки, како да сме блиски. Таа бројка 14.000 followers, јас како секој поединечен човек ве гледам како моја блиска другарка, што апсолутно се што е добро што се дешава во мојот живот, сакам да ви пренесам на вас. Секој проблем што го имам, ви го кажувам на вас, ви барам совет, да ви пренесам позитивна емоција и вие да бидете среќни и како и да ви биде интересно да го гледате тоа. Се што гледате ви пренесува нешто до вас. Тоа што јас сакам да ве пренесам е некоја корисна информација и позитивна емоција. 14.000 не гледам као, леле, јас имам фоловер 14.000. Не, јас буквално гледам ваква личност. Гледам ваква личност што ми пишува ваква порака и се обраќам на нејза. Јас тебе ти се обраќам, буквално тебе ти се обраќам преку секој видео на TikTok. Сакам тебе да ти го покажам мојот ден. Не сакам да им го покажам мојот ден на хейтерите што немаат што да прават од животот, освен да пишуваат негативни коментари затоа што се незадоволни со својот живот и не сакаат да видат дека другите луѓе се среќни. Сакам вакви луѓе да ме гледаат и кога снимам вака тебе ти зборувам и кога снимам voiceover на тебе ти се објаснувам. Многу ве сакам. Целта ми е да допрам до што повеќе луѓе и на што повеќе луѓе да им ја пренесам мојата емоција и да дојдат работа, да видам дали ќе го јадам врапот што го направив. И тоа е тоа. Треба да се спремам и јас да искачам за кратко. Ќе одам до кај баба, ќе одам со Ванеса на кафенце, ќе ви ја снимам Ванеса премиерно прв пат за овој влог за мојот YouTube канал. Мислам дека малку ми е претемна пудрата, вака на светло не личи претемно, а малку ми е портокаловка. Да му се плукнам. Сакав конечно потемна пудра затоа што сите што ги имам се светли, а јас сум потемната во тенот и бела ми е фацава и кога се нашминкам, а тенот темен и се земав потемна и се ми е претемна. Слушајте комшо, слушајте. Надвор врнело, а јас не си земав чадар, логично. Имам го аутфитот, шурцеви, голем патичиња и ова кафена мајчка. Малку наврнав, инаку да гледате дека сум портокалова. Тука се гледа. А инаку вака многу добар е тенот и романилото ми е врвчина и овде имам булица. Гледате? Катастрофа. Убава е шминката, ама за навечер искачање, а вака за денска шминка не, тумач. Како циган се осеќам. Нема застанато. Некоја скута. По цени кои ќе ви изненада. Избирате женски летни мајки од 300 динари или летни. Кардио после 101 години. Не можам да издржам повеќе од 10 минути. Да
Ова излезе кога немаш апсолутно ништо за јадење и буквално ставив се што имав и излезе вака. Значи, ова ви луѓе испечено лепче. Прво на лепчето ставив песто, па во една смеса направив едно матено јајце. Ставив сецкана, имам 2 парчиња сецкана некоја печеница говедска. Ставив домат исецкан и ставив сол и луков прав и после се рамномерно распределив на лепчињата и одозгора на крај ставив малку сиренце. И тоа изгледа вака. Идеално би било да има моцарела, ама нема. Се малце ми загора, ама ќе пробаме. Много добро. Е меко ова, затоа што имаше вода од патлиџанот и јајцето. А овде доле многу крцкава. И чаша јогурт. Hello, дечки! Ја ќе бидам малку тивка, затоа што моментално сме на мача. Првен си пак ви ја покажам за премиера на ова видео, прв пат на мојот канал, госпогицата Сара Пачемска. Дојди до мене, ајде, дојди. Ајде. Чекай да се погледнам. Убава си стварно. Ти благодарам. Ми беше собрано. Стигач собрав, тоест ја брзо го собрав, пошто ми беше топло. Hello, дечки. Се осеќам многу возбудено, зашто прв пат сум на YouTube каналот на Цула, инаку јас, ете да кажам, немам многу концентрација да гледам долги YouTube видеа, ама, секогаш постои ама, има исклучок тука, така што мислам сигурно ја гледате и света, ама јас да кажам да се сабскрајбнете тука, не знам кај, значи ве молам. Да, и за следете на Инстаграм. Инстаграмот и тиктокот на госпогицата оде. Сака магија да има тука нека. И така ни седиме. Не, да. Си пиеме мача, иначе мачата е многу зелено. By the way. Да, покажи мача. Значи, еве. Иначе сме во Еч. Да. Ова е иззирана, ако ви се пие убава мача. Ако ви се пие убава мача, дојдете тука. Иначе што сакав да кажам. Која чива идеја беше ова денеска? Моја идеја, како ми дојде Што ни таа беше идеја? идејата? Не знам како ми дојде таа идеја, само видов на на Pinterest, видов дека тоа се сликаат джим аутфит во некои кафичи или било што, мислам претопло е, затоа не можеме надвор. Да. И рековме Различна теретана ајде. одиме и Да. кој ќе нас слика. И рековме ајде као тука Да. си имаме сликано многу одамна, тука. Gym girl там, естетик, нешто Да, такво. и случајно скроз се облековме во иста боја. Буквално Сара ми се јавува, што ќе носиш? Розивиот сет. Пак ќе бидеме мечинг, она облечена спремна. Кој бара? Мама. Ајде. Разговарај со мама. Јас тоа сакам да ви кажам дека не ви снимав ништо спремајки се затоа што снимав на TikTok. Ама еве сум сега, ништо денеска многу лабаво, многу невработен човек се понашам, ама окей. Ми го нема магнетчето. И знаете дека мислам дека ми е дома. Да, затоа што ми падна дома микрофонот на земја и после тоа магнетчето го нема. Или е дома, или е во мајцава внатре. Ама вај да е дома, се надевам дека е дома. И да, тоа е тоа. Многу сум гладна, забеледав само лепче со путер, крем и джем. И многу сум гладна сега, испив кафе, едно и сам мачава, значи кофеин, премногу кофеин, а храна не. Сега не знам што да јадам, као дали да земам нешто од пекара, ама не ми се да е толку тешко нешто, или да земам само некоја лепче, за дома да правам јајца. Ти што јадеш од Сабајле? Што? Што јадеш од Сабајле? Јас од Сабајле, пошто не ме вгладна, значи тоа имаме те проблем, чисто да се пожалам вака. Многу ми е топло и не можам да имам исхрана како што си имам во текот на годината, така што буквално Сабајле јадев као грчки јогурт, пошто е ладно, со некои гранули таму едно друго овошје. Само што проблемот што тоа не ме заситува многу време, а не можам да јадам стандарден доручек и Сега се гледа дека стомакот е многу. да, не ми е надуен, не ми е. Да. Така што ете тоа е маките летни, ама некои луѓе немаат проблем. Одам во теретана, да. Ама претопло ми е, ама тоа е. Животот е таков. И да.
Инаку, дечки, јас да ви кажам дека само изработка на мојата дипломска, односно го направи формсот, го испратив. Ако некој сака, го испратам. Да. Така тоа. Темата, кажи се. Сега да кажам темата, не е глава. Не е убава тема да кажеш. Па не, затоа што ќе влијае тоа на одговорите. Да, право си. Да, така да, темата е во област на психологија. Вау. Да, буквално ќе би одзема 10 минути од животот. Ни толку нема да Ама одземе. старано ќе помогна, така што да, јас се уште мојата ја немам направено и се надевам дека копирајт нема да добијам од ова. И сега од влогот на у Грција имаше некои делови со музика и гледав да ги сецкам за да бидат по 5 секунди максимум, ама ова сигурно нема да го сецкам, така што немојте копирајт. И тоа е тоа, дечки, ќе ви снимам што ќе ручам, јадам, доручкувам. И тоа е тоа. Бај. Еме го доручакот. Има јајца, урда, малку од ова мајонешче, затоа што многу го сакам. Ова урда и лепче од кам и 3 јајца и водица со мраз. Апдейт за влогот. Луѓе, надвор се стемни, 2:30. Надвор е мрак. Паѓаше дожд и град, да ви снимам надвор ако некакво од таму. Ова е страшно, буквално страшно. Дрвово се удира во нашата тераса. Од приеска се удира дрвовото во нашата тераса и леле светлото не е упалено, леле ке се убијам. Апдейт за мојот влог. Зелено ми е да потрчам. Избегов од дома, затоа што ќе одам со другарка да се видам. И после веројатно со дечко ми ќе излезам. Одне времето е веќе чисто, тука подвожњакот е наполнет со вода, ама го чистат, за да може да се поминува, тоа овде веројатно не може. Луѓе, што видов? Господи! Видов дека го згазев ова чудо. Бушец ќе го згазнев. Не ми е добро. Не се осеќам добро после глушецов што ќе го прегазев. Мртов. Мрзам глувци, иначе највише што мрзам на светот се глувци. Одам по водата од 3 пати каде во Diamond. Она изгледа не е уште тука, јас кога се шетнам малку по продавници. Знаете ли инаку со кого искачам денес? Излегувам денес со другарка што ја стекнав на екскурзија. Она беше со нас во соба и многу се зближивме. Инаку прв пат се запознавме тогаш на екскурзија. Буквално ми даде чорапи, пошто ми требаат црни чорапи. Она ми најде последниот ден и ми даде црни чорапи. Не, значи, рачунајте прв пат се запознавме. Така што ситуацијата и околностите многу не зближија и се наме видено од тогаш. Тоест не, се видовме после тоа за нејзината апсолвентска и сега нигде не сум била, не знам каде да влезам. Здраво, дечки, моментално сме во која е тоа на профилот што го мафташ? Јас, дечки, видете се. Јас нема не јачам луѓе и не оговарам од сестра. Така. Она ми е. Да погледнам како напредува профилот. Иначе стигнавме во Пелестер и сакам да ви покажам како изгледал Пелестер пред многу години. Не е готово? И сега седиме тука и го чекаме нашиот зет. Каде е зетот? Еве го зетот. Да ми прави за јадење. Видете го, дечки. Премиерно на мојот YouTube канал. Јадам некое пилешко со сос од димено месо. И пекарски компири, две чекам. Ивана даде карбонарата, што мажот ја правил. Да, еве го моето, луѓе, како добро изгледа. Овој чека да проба од моето и од на сестра ми за да одлучи што сака да јаде. Апдейт, 10 од 10, многу убаво. Ја готово не може више. Видете, значи се остана, ама јас ќе си го дојадам да ви кажам. Аз го пресолив. Сега ќе земам малце од низилите станиви. Многу вкусно, многу сум гладна, ама знам дека ќе ми биде тешко пуста, пошто немам јадено колку знаат Бога, ама многу вкусно, многу. Зете, мили зете. Кажи здраво за премиерата. Премиерно на мојот YouTube канал.
Добро утро, дечки. Време е за доручак. Јас сега за доручак го јадам ова затоа што не ми седат нешто многу јајца. Ова е подпечено црно лепче, малце джемче и од кранчи путерот од кранчи кикирики путерот од Кам. Тука е моето кафенце кој излезе огромна ладна вода и моите два тефтери. Овде ги пишувам врските, извинете за хаосот. Да, јас сум Александра, ако не сте знаеле, чекајте дечки. Ева кај изгледа, ова е празна страна. Но тука сите обврски си ги пишувам во текот на неделата. И овие некои работи што сакам, пример, да ги завршам, нешто така пишувам тука. Има и други некои интересни работи. Ева тука за цели. Баш да видам што последно за цели сум пишала и дали сум го постигнала тоа и да се пишам други цели, тоа може многу право. Пише работа, нешто многу, треба да дојде еден човек договор да се работи кога да подпишеме и да ми донесе производи. Ќе ви покажам. И овде, иначе пишувам се. Во невреме, овде се е мокро, затоа морам да го сменам ова. Денеска времето е убаво, ама гледате дека има некои облаци, не знам ни шо се ова. Тргнав за во теретана, бев до Кам, ама ми се јави човекот од Everyday за да ми донесе пакетче, сега ќе видите. И договор да подпишеме, така што да. Сега ќе ви го покажам пакетчето. Го пакетчето. Еве го пакетчето број 2, пакетче број 3 и пакетче број 4. Овие ги немам испробано, едве чекам да испробам се живо и диво и да поклонам на луѓе, затоа што стварно мислам ова јас нема за 2 животи да потрошам, мислам ќе потрошам, ама мислам која е поентата. Не знам само што да правам сега со овие работи, кај да ги ставам, пошто цела соба ми е за факетите, толкава ми е собата. Сега сакам да јадам првен. Па да одам да вежбам, затоа што сум облечена за теретана, а на крај ништо не отидов. И да, сега ќе јадам, си купив авокадо зрело, луѓе, колку сум среќна. Еве како изгледа. Ова е авокадо тост со авокадо намаз и патлиџан. Ова се 2 јајца кои што не изгледаат ништо и малку урда. Шта е ова реката? Јас сум мојот тренинг само што завршив. Надвор пак се наодлачува, може пак да врна. Пак треба да идам во Кам, затоа што заборев млеко да купам, а не треба. Време на кеј. Нешто многу ме фати секлет дома и не се осеќав добро. Ева подсетник за сите вас да го раздвижите телото. Што и да ви се дешава, поради што да не се чувствувате добро, раздвижете се и веруете ми дека ќе биде многу подобро. Што и да се дешава. Преубаво е, инаку и времето е преубаво. Дувка малце, прекрасно е. Имав многу работи што требаше да ги направам, ама едноставно не можев и на крај ништо, само скролав на телефон и кога видов дека е беззначајно, аз сум била во теретана. Денес си излегов вака да се прошетам, не ми се трча искрено, само шетам. Ке видам докај ќе одам и назад дома, ке се бањам и тоа е тоа. За денес некако немам енергија, немам волја, немам ништо. Така што, да, јас сум од тие што си го простуваат тоа и оставам за утре. Ама утре ќе завршам се. И нешто многу важно, музика. Мене музиката ме спасува, без музика не би можела да живеам, не би можела да опстојам на планетава Земја. Што и да ми се дешава добро или лошо, музиката е тука со мене секогаш, апсолутно секогаш. Така што да, моментално го слушам Тоше. Овде играат одбојка, присладко! Овде имало многу дечиња, овде играат одбојка, има и мрежа. Овде има за фудбал, има машки веќе деца. Луѓе, преубав. Немојте да се плашите. Многу сум смешна, луѓе. Сега заветкав косата во чорапи за утре да бидам
убава, затоа што ќе снимам видео на YouTube, вака како зборам и ќе одговарам на прашањата што ми ги поставивте на Instagram. Тоа видео ќе оди пред овој влог, така што тоа видео е веќе на профил. На канал. И сега, мене идејата ми е, иначе ова праменче остана вака право, нема веза. Планот ми е да снимам овде. Тоа е тоа за мојот четврток. Се гледаме утре во петок, каде што исто така не сум на работа, мислам дека волку не вработена, не сум била одамна. Во недела ќе работам во Кото. Во петок утре сум во кафана вечерта, тоа имам плани. Планот ми е да снимам видео, нели? Не знам дали ќе вежбам, ќе видам. И сакам да правам нешто за јадење убаво и интересно. Воопшто не сум научена да живеам вака, да не одам на работа и да немам милион обврски во денот. За мене имам обврски, ама така кога имам, а немам ништо као со краен рок што ми е дадено дека морам да го завршам, тогаш јас не ги правам работите. Имав едно видео за едитирање на TikTok кое што не го изедитирав и не го ставив денеска, така што да, тоа утре треба да го направам. Треба да почнам да го правам прашалникот за дипломската. Тоа е тоа за денес, се гледаме утре. Чао! Ајде петок, добро утро. Епа, добро утро! Станав укочана цела, значи кичмата многу ме боли и затоа не ми се седнува, туку вака стојам. Треба да се раздвижам малце, ама воспалени ми се нозете многу и не ми се вежба некако ич. Тоа што го направив од Сабајле е тоа што ги извадив прашањата што ми ги поставивте на Instagram и ги имам подредено. Тоа треба да го снимам, ќе снимам Get Ready With Me за на TikTok. Да видиме како ми испаднала косава и малку да се поднашминкам и да видам што ќе облечам. Доручкував иначе 2 јајца со тортилја, малце кашкавал и пилешки гради и пиев една лимонада. Тоа не го снимив, скроз заборавив. Некако реков, ај телефонот нема да го чепкам, као само што ќе станам да си направам доручек да доручкувам, па после ќе чепкам телефонот и апсолутно заборавив дека треба да снимам. Се е супер со мене, ама апсолутно многу мојата енергија ја цели овој телефон, затоа што јас, освен што го користам за работа, сакам да им вратам на сите, значи сите што ми пишуваат, сите жени што ми пишуваат, нели лично, или мажи што поставуваат нормални прашања. Многу време посветувам на тоа искрено, затоа што јас или враќам со гласовни пораки, или со реферати, или нормално ако е само нешто за фала, ама пак одзима време. Јас сакам се да изгледам што се дешава на македонската сцена буквално, што се слични на мене луѓето, тие што снимаат глупости, мене иначе не ми скачаат тие фаци што снимаат на македонски. Сега на YouTube кога почнав ја да снимам, дознав дека и други снимале, иначе поима немав, никад не ми искочиле, ама тие се работи што ја не би ги гледала, така што немам гледано филм или серија кој знаат кога, исто така и книгава, вчера почнав да ја читам и почна да ми се приспива, а не се осеќав добро и нели излегов да прошетам. Да се спремаме за кафана. Да и тоа ќе го снимам и сакам пред кафана да се сликам со фустанот што го добив у PR пакетот. Денеска сакам да го носам. Ама се надевам дека нема да врне, затоа што вика дека баш тој период ќе врне. Кај влог, ми стигна пакетот од Fancy Shoes. Па, ајде да ви покажам сега само што снимив стори и морам одма да го снимам видеото за на YouTube. Сега ќе се наместам, ај прегладна сум, си направив овесна каша, ставив во фрижидер, треба да биде одстојана убава. И енако, еве ги палетанките што веќе се на мојата нога да ги испробам. Еве како изгледаат, овдека се стегнува ова. Многу добро изгледаат, мене баш ми се прејаки. Еве ги сандалките. Исто многу ми се свиѓаат, кафени се, вакви немав. Оваташничка оне ми ја избра и мислам дека скроз ми го погодиле фазонот. Баш ваква немав. Еве ги како се на Instagram, да ги најдете и ми стигна оваа картичка што сигурно ја испраќаат на сите што ќе нарачаат за следниот пат кога ќе нарачате да имате 10% попуст. Така што еве обавезно најдете ги на Instagram и видете каква понуда имаат. Имаат стварно и штикли, имаат и многу штикли, ама јас затоа што имам многу штикли не ми треба. Повеќе си носам рамно,
а црни балетанки немав, сандали секогаш требаат и затоа тоа си одбрав. Одам да си го земам ручекот. Моментот на вистината да видиме како мојот ручек напредува. Добар е, прилично се стегнал. Ставив 5 лажици овес, околу 1 лажица чија, ставив од прилика и околу 30 грама протеин, ставив и чоколаден и од јагода и ставив малини од озгора за да ми се одмрзнат малините. Да ви кажам право, ќе се почестам една полна лажица од овој кикирики путер, тоест полна лажичка, не баш лажица, затоа што е too much. Јас инаку луѓе се заљубив во овој кранчи путер, многу го сакам, многу ми се свиѓа. Една убава лажица. Не знам дали на секаде или на едно место е вака на секаде помалце. Пола банана и секако цимет. Спремам ова да го снимам више многу долго време и само што се наместив, пак ми стигна пратка, стигна тему, не ми се верува. Така што да, одам до доле. Пак! И 20 наместив, дури имав и повреда. Ми падна вратичка од шкафче врз нога и малце ми потече и крв се прели, не можам ни да јадам. И ве ми го оброкот. Драги гледачи, дојдејте. Премиерно за мојот YouTube канал. Кажи здраво. Почестена. Ето така. Што си убава. Да, нека се снима, добро, нека се снима господјата. Ние сме спремни за у кафана. Прве ќе идеме да се сликаме, нормално. Еме ми го аутфитот, ви кажа дека ќе носам фустанов и ставив само црвен кармен, шминката ми е од Сабајле. Ама мислам дека окей, која ќе одлучи дека ќе се сними, ќе тргнаме. Behind the scenes. Да. Живот не е Инстаграм. Па добро, може вака да те снимам искрено, шо? Да те сликам чикајот без зади, вака? Вау. Вау. Ева. Сакаш среќа во љубовта? Дечко и бараме. Не Само сакаш. сакам за цицката. Добро. Живеле. А Евгенија кажа зашо време живеле. Сега пред малце што кажа. Дека не сме пиеле. Сега пред малце. 100 години не сме пиеле, точно. Срами мене, господине. Не може да видиш. Добро утро, дечки. Сабота е. Моментално е веќе 1 сат. Јас од Сабајле како станав, само доручкував, пиев кафе, пиев лимонада и едитирам. Цело Сабајле едитирам. Средив еден пост, ставив на Инстаграм и 3 видеа на TikTok. Едно видео си уште не го ставив, ама ми е средено. Остана само видеото за YouTube кој што трае 1 сат. Јас треба тоа да го ислушам, изедитирам и се тоа. Толку за колку време ќе ми одзема, а јас во 3 сат, 3 и пол треба да бидам спремна, затоа што денес одиме нели на роден ден, Свети Николе, и јас треба да бидам све спакувана затоа што и утре ќе нема да бидам дома, ќе бидам кај дечко ми и во Кото цел ден, така што за тоа треба да се спакувам и да се истуширам средам и се до тоа до 3 и пол и не знам, а гладна сум, сега ќе јадам нешто, не знам кога ќе стигнам, не знам дали ќе стигнам, не знам што да правам, ама ајде, ќе идам да јадам сега, мама дојде од пазар. Драги мои гледачи, најдов аутфит. Малку ми се тресе сталакот. Еве како ми изгледа аутфитот. Ќе носам овие линени панталони, тоест ќе ги носам. И ова горе од амбар, преако изгледа. Ќе носам овие купачи од New Yorker ми се, од Lani. Буквално се врв. Имам што да облечам вечер, затоа што таму е доста ладно и доста дувана вечер. Така што ќе се земам и нешто за да згора, некој друг аутфит кој ќе се избањам да можам да се пресоблечам. Ама тоа може да биде нешто скроз слабово и за утре за цел ден да се спакувам. И треба да се туширам, така. Браво, бе, браво, направивте го.
Сака да може Јас сакам. Катија, еве го. Да. Што кажа, не слушам бе луѓе. Не слушам. На кров. Да, на кој кров? На мој овде. А очи ми пате и срцето зло. Ладно еспресо? Леле, какви сте? Леле, какви сте сладки. Леле, ке пукнам. Не да се качуваш горе. Ај, колко си сладко. Ај, колко си сладко. Леле, какви сте. Боже. Јас денеска апсолутно ништо не ви кажав. На работа сум втора смена во Кото. Јам монин, пестест. Много е кисел. Не стаеш доволно вкус.